се работи за музејски предмет, фудбалска топка, модел Tiento, кој што се користил на првото светско првенство во Уругвај 1930 година. Светската фудбалска федерација своевремено немала критериуми утврдено со каков модел на фудбалска топка ќе се игра на првенствата, па затоа се договориле за во финалето да се играат со два модели. Тоа е моделот Tiendo, произведен во Аргентина, кој што ние во моментов го чуваме во Завод и музеј Струмица, и моделот Т, произведено во Уругвај. Разликата помеѓу тие два модела е тоа што моделот Tiendo бил помала топка и полесна за разлика од моделот произведен во Уругвај. Првото полувреме на светското првенство финалето завршил со 2:1 за Аргентина, а второто полувреме завршува со крајниот резултат, поточно 4:2 за Уругвај. И така Уругвај станува првиот светски шампион во фудбал. По ваквиот резултат, Светската фудбалска федерација донесува конечна одлука да се изработи специјален модел кој што ќе се играат светските првенства, бидејќи дошле до заклучок дека кога се игра со различни модели, тоа влијае и на крајниот резултат. Значи, оваа топка е во Струмица донесена од фамилија Стефкови, поточно Ѓорги Стефков, кој што во 1930 година бил офицер во градот Сараево, тогашно кралство Југославија. И кралство Југославија учествувала на тоа светско првенство и Ѓорги кога престојувал во Сараево, таму ја купува топката и со неговото доаѓање во Струмица ја го донесува и тој модел. Во 2019 ова топка доаѓа како подарок во Завод и музеј Струмица и нашите стручни тимови истражуваат малку повеќе за тој модел и заклучивме дека се работи за моделот Tiendo, изработен во Аргентина, и со тој модел на топка се играло финалето на светското првенство. Исто така истражувавме малку и повеќе околу таа тема и дојдовме до сознание дека досега таквиот модел на фудбалска топка има само во музеј на фудбалот во Лондон и овде во Струмица. Може би има и на друго место, но досега истражувањата покажуваат дека овој модел на топка е изложен само во Лондон и во Струмица. Луѓето, поточно Ѓорги Стефков, кој што бил собственик на овој модел, во моментов е починат. Не знаеме тој дали ја купил од некој во Сараево кој што бил на тоа светско првенство или можеби тој бил таму присутен. Не можеме за жал да дојдеме до таквите информации, но што знаеме сигурност дека ова е моделот Tiendo кој што се играло финалето во Уругвај во 1930 година. Најголем интерес има кај помладата популација, што е разбирливо. Тие се интересираат за историјатот на топката, бидејќи има многу разлика од сегашните модели на топки кои што се играат први светските, европските првенства и од тогаш, од подоцнежните години. Исто така има и од постарите, но претежно помладата популација сака да ја види топката.